Драги мои девици, добре дојдовте на Астротарот, Луналун Тарот. За вас, драги мои девици, што отпуштате и што допуштате во вашата енергија овој викенд и наредна недела. Ајде да видиме каква енергетска вредност за сите девици со знак и подзнак. Се надевам дека ќе имате добро излагање на вашите настани, да дознаете и спознаете во каква енергетска вредност за случка настан, моментално случување кој што се одвива во вашата енергија, драги мои девици. Што отпуштате, драги мои девици, и што ќе допуштите во вашата енергија како случка настан кој што ќе треба да се одвие во ваша енергичност. Драги мои девици, ајде да видиме што ќе отпуштите. Отпуштате ваша луцидна енергија, каде што сте конфузни за вашиот дом. Нешто што се случува во вашиот дом. Закупна енергетска вредност, каде што сте се добиле со нов живот, нова енергија, каде што сте имале и добри вести, моментално случување кое што ќе биде во ваша енергија. Нешто е прикриено, драги мои девици, во вашата енергетска вредност, каде што и ќе треба да отпуштите нешто каде што сте се дале, ваша желба се остварила, енергија каде што сте добиле добри вести, сте биле во енергија да добиете добри вести за ваш нов напредок во вашиот енергетски дел, значи нов живот во вашиот дом, онаму каде што сте имале некоја луцидна енергија или пак нешто каде што сте биле конфузни во вашиот дом. Сега ќе го оставите позади вас, ќе ја затворите ова енергетска вредност, каде што и ќе мора да ојачате вашата интуитивност, затоа што нешто е прикриено од вас, кое што не го гледате, кое што ќе дојде во ваша енергија, што ќе го допуштите во наредниот период, а тоа е персона која што е во ваше значење, може да е родбина, родбинска енергија, која што очекувате добри вести од оваа родбинска енергија, каде што и ќе бидете во разговор со вашата родбинска енергија или пак ова е ваша љубовна персона која што ќе дојде до комуникација, очекувате негов глас или пак нејзин глас да ви пристигнат добри вести, но тоа што не го гледате е дека оваа персона е во комуникација со вас, но е во енергија да биде во некоја тешка ситуација која што не може да надмине. Значи, овдека ќе има некоја неразрешена ситуација помеѓу вас, каде што и ќе треба се може да се вмешани и други персони во оваа ваша енергија, која што ви доаѓа во ваша енергетска вредност како случка настан, да спознаете и дознаете во каква тежина е оваа персона или пак тоа сте вие, за да можете да решите нешто да изградите во време траење. Енергија каде што и ќе има божански тајминг за запознавање или пак за добивање добар глас од оваа персона. Дали било тоа на емотивно, на работно, енергетско ниво, превземете вие во ваша енергија, драги мои девици, но знајте дека овдека се вмешани комуникации, други персони, енергии каде што има и озборувања, кога и се има комуникација, секогаш има и озборувања, но се во енергија да се изгради нешто стабилно, но по божански тајминг. Енергија каде што прикриеното нешто кое што вам вашата интуиција ви говори, драги мои девици, е дека оваа персона или пак вие со оваа персона ќе имате мала неприлика или пак незгода која што ќе биде во мала тежина. Тоа ќе биде енергија на привремен карактер, каде што и ќе треба да нешто отпуштите или пак нешто решите во побожанско време. Ајде да видиме што ќе ви кажат овие Тилив тарот карти. Работа, достигнувања и успех. Очекувате добри вести во тој план
енергија од оваа персона, се надевам дека и оваа персона е во ваша енергетска вредност, да биде персона која што ќе соработувате. Ајде да видиме што друго. Токму така, остроумност и досетливост, особено во бизнис, кога се работи во енергија за бизнис, овие персони кои што сте во комуникација, каде што има и поголема енергија на други енергичности од момент на персони, да знаете дека ќе ви треба досетливост и остроумност кога се работи за склопување на бизнис. Ве очекува возбудлив настан, драги мои девици, затоа и овој божански тајминг, енергија каде што нешто ќе се покрене во енергичност на бизнис, на склопување договори, енергија да некој успех ве очекува, скриени тајни може да ви наштетат. Токму така, јас ви кажав дека ќе имате нешто скриено, каде што и ќе треба да го разрешите и со тек на време да го отпуштите, кое што ќе ви дојде во ваша енергија. И ајде да видиме овие оракл карти каква порака имаат да ви дадат, драги мои девици. Како и да е, ќе имате огромен успех, но и скриени тајни кои што може да ви наштетат. Дали вие прикривате тајни или пак оваа персона која што ќе биде во бизнис, каде што е работа, достигнување на успех, секако вие тоа ќе го превземете во ваша енергија. Токму така, вие, драги мои девици, ќе се преродите енергија каде што и ќе бидете во ваша енергичност. Преродба, затоа што сите тајни кои што се криет од вас и каде што се мешаат други персони кои што ви создаваат проблем, тежина, вие ќе ја произнесете вашата енергичност во ваша енергија, ќе се преродите, ќе се пробудите, драги мои девици, и ќе донесете мудри, остроумни одлуки по повод настан кој што доаѓа во ваша енергија. Се гледаме во наредна порака, драги мои девици. Поздрав! Драги мои ваги, добре дојдовте во Астротарот, на Уналум Тарот, за сите вас со знак и познак вага. Што отпуштате и што допуштате во вашата енергија овој викенд и наредна недела, се до идниот викенд, да видиме во каква енергичност се наоѓате, што ќе отпуштите, драги мои ваги, и што ќе допуштите како влез на настан случка кој што ќе ја преокупира вашата енергичност. Ајде да видиме, драги мои ваги, што ќе отпуштите од вашата енергија и што ќе допуштите како настан случка која што ќе биде во ваша енергичност. Драги мои ваги, ајде да видиме што ќе отпуштите и што ќе допуштите, што ви доаѓа во ваша енергија. Драги мои ваги, вие раскрстувате со персона која што била долго време на вашиот пат, може би се работи и за развод, драги мои ваги. Оваа персона била во нереална енергија за вас, оваа персона е во ваша енергичност под божански тајминг, оваа персона била во незавидна ситуација каде што ви блокирала на сите можни начини да не можете да процветате, да бидете во една цветна енергија, каде што и вашата љубов, и вашата енергичност, вашите исполнувања ви ги правела во хаотична енергетска вредност. Дали е персона која што е љубовна или пак персона која што е работна, сепак јас гледам раскрснување, а може би и развод енергија, каде што и не сте во една
енергетска вредност, можеби оваа персона е во години размах со вас, може да е во енергија да нешто комплетно расчистувате во верба и доверба, можеби немате повеќе верба во оваа персона, драги мои ваги, но ова веќе ќе го отпуштите од вашата енергија. Вие сте ја дознале персоната која што ви стоела на патот, која што ве блокирала, ова енергија на непријателска енергија или пак трета персона која што ви се мешала во брачните води, но ете дојдовме до знаење дека оваа персона не е трета персона, туку самата персона со која што имате и еден заеднички живот. Драги мои ваги, за вас што ви доаѓа во наредниот период, значи што допуштате да влезе во вашата енергија? Љубов, драги мои ваги, но ќе треба и да ви дадам една препорака, да знаете дека имате непријател. На самиот излез на оваа енергетска вредност, да знаете дека ќе треба да се соочите со некој непријател кој што ви е ваш судбински непријател. Оваа енергија, ваш роднина или пак овој непријател ви застанал на вашиот пат, на вашиот животен пат, да не ви оди ништо, енергија каде што и ве блокира, ви ги собира сите плодови од вашата енергетска вредност, а најмногу во љубовта, драги мои ваги, вашите желби ќе се исполнат, ќе дојдете во една енергетска фаза да тоа што доаѓа кон вас ќе биде на сама раскрсница, значи ќе не можете да се одлучите, ќе бидете на еден раскорак каде што и очекувате добри вести од персона која што се уште не е пристигната таа вест. Вие очекувате, оваа вест ви доаѓа наскоро, најбрзо за ваша животна енергија, каде што и за некој од вас ќе биде болест, енергија да очекувате добри вести, добра енергетска вредност по повод ваша болест, медицинска или па психолошка енергија, духовна енергија, каде што и оваа болест ја препознаваме по ова непријатно изненадување, но на самиот дно на декот во овие Ленорман карти вели ќе имате стритна околност, драги мои ваги, ќе биде секако што ќе и посакате вашата желба, ова сонце ќе ве огрее во ваша енергија, ќе се соочите со оваа животна енергетска вредност, да вашиот непријател е вашата болест на животна енергетска вредност, каде што и ќе имате емотивност, ќе се изнесете во своја енергичност, ќе добиете енергичност, нема да бидете како оваа коса што коси, нема да бидете покосени, но ќе се соочите со медицински проблем, драги мои ваги, ќе бидете во ваша енергија, ви пристигнува и љубов, емоционалност, каде што и оваа болест ве угушувала емоционално, ви задавала проблем, стрес, но и е на пат да стигне порака за вас која што ќе биде во добра енергија. Ајде да видиме и овие Тилив тарот карти, што ќе ви порачаат, драги мои ваги, со знак и подзнак. Еве една карта, излезе, да видиме што друго. Еве вака. Оваа карта токму така. Некој работи против вас зад грб, значи некој работи против вас зад грб, ова го затварате, го дознавате процесот на ја дознавате персоната која што работи позади вас, значи ја го затварате тој дел, како енергија го отпуштате, зголемите ги вашите напори ако сакате да ги добиете вашите цели, ова енергија каде што и ќе треба да работите на оваа енергија, стрекна околност, добивате стрекни вести по повод ваша болест. Ова е медицинска болест која што долго време ве кочи, ви создава една непријатна ситуација, драги мои ваги. Ова е ваш непријател кој што ви стои на судбинскиот пат. Ајде да видиме и која е оваа персона која што ви доаѓа.
нови креативни идеи, нови потфати и еден свеж старт во вашиот животен енергетски дел. Драги мои ваги, вие ќе имате огромна среќа која што е на самиот праг да ви пристигне, да се изборите со некоја ситуација која што ви стоела на вашиот пат долго време и да се изборите со ваш непријател, а тоа е медицинска болест која што е комплетно ваш животен непријател кој што ќе ви донесе порака, некоја ваша персона или пак ова е лекарска потврда која што ќе донесе среќни околности. Драги мои ваги, вие ќе бидете во една ваша емотивна енергија, може би ќе запознаете нова персона, нови работни енергии, нови работни креативни идеи, но и исполнување во вашата енергија. Верувајте во магија, верувајте во сето она што царството на вештерството носи една магична енергетска вредност, каде што и вашите желби и вашите енергии по магичен пат ќе се исполнат. Драги мои ваги, верувајте во се она што е во енергија на чаролија или пак магичност за вас. Се гледаме во наредно видео, нареден викенд, драги мои ваги. Поздрав! Драги мои шкорпии, добре дојдете во Астротарот на Уналум Тарот. За вас, драги мои шкорпии, што отпуштате и што допуштате овој викенд и наредна недела во вашата енергија за случка настан, кои што ќе ја преокупираат во целост, што отпуштате, драги мои шкорпии, со знак и подзнак, а што допуштате како влез во вашата енергија на случка и настан, кој што ќе треба да ја обработите како енергија за вас, драги мои шкорпии, па да започнеме со вашето исчитување. Енергија на лисица, енергија на нешто што е притаено, тајна, заклучено, љубовна енергија, некоја енергетска вредност, енергија на метла, енергија на куќа, енергија на кула, енергија на ковчег, имате енергија на конјаник, енергија на цветови, енергија на крст и енергија на градина. Драги мои шкорпии, со знак и познак на дно на денот, декот сонце, ова е енергија дека тоа што ќе ви влезе во вашата енергетска вредност, ќе биде во енергија да доживеете ваша заслуга, да бидете витални, да сето она што го доживувате како една манифестација, ваши желби се исполнат и да бидете во свој сјај, да сјаите. Но, она што треба да го отпуштите како енергетска вредност, која што не вреди повеќе да го изџвакувате на вашиот животен енергетски пат, кој што сте го имале во вашата енергија, со што сте се соочиле, се соочиле со итра персона која што ви притајувала или пак имала можност да креира моменти кои што не биле во ваша енергетска вредност. Оваа персона ви тајала нешто што долго време е заклучено во незината енергија, но вие ќе се трудите да го прерушите ова, или пак универзумот ви го прерушува како еден прерушен благослов за вас, драги мои шкорпии, и оваа енергија вие ја ставате во едно минато време, каде што и ја затварате како едно поглавје. Оваа персона е мудра персона, но е премногу итра за вас, енергија каде што оваа персона е во вашата купна, фамилиарна енергија, може би да е од ваша фамилиарна, може да е од ваше семејство, најблиско, може да живее со вас, а може и да потекнува од иста фамилија.
енергија каде што и ќе ја исчистите како енергетска вредност од вашата енергија, драги мои шкорпии, за вас. Што ви доаѓа? Добра енергетска понуда или пак позив, порака од персона која што се движи према вас. Оваа персона има гај емоции према вас, ево енергија да не биде од иста вера нација, да има различна енергетска, различна школа, различен начин на одгој, да верува во универзумот, верува во Ала, Бога, Буда, не е битно, да биде во енергија разумност. Ова е стабилна персона со која што отпочнувате нова љубовна врска или пак оваа персона е ваша, во ваша енергетска вредност, но ќе изградите еден нов животен енергетски дел каде што и ќе изградите способност да живеете заедно или пак заедно ќе исчистите неубави енергии од вашиот емотивен живот. Драги мои шкорпии, за вас ви следува едно огромно сонце кое што ќе биде во енергија да ја преработите оваа енергија и да ја доживеете онака како што и треба. Може би за некој од вас, драги мои шкорпии, е долгогодишна желба која што ја имате во вашата енергија манифестирано и токму сега доаѓа во ваша енергија од кога ќе отпуштите оваа енергетска вредност. Тоа што е притаено и прикриено во љубовта е повеќе во ваша непотребна енергија. Отпочнувате нова енергија со нова персона која што е на самиот праг да ви подари љубов, да ви подари можност за љубов. Оваа енергија гај премногу емоции за вас, верува во вас, вие верувате во оваа персона и е на самиот праг да отпочнете еден ново или пак ново поглавје каде што и ќе биде во енергија да вие добиете порака, позив или пак вие ќе треба да пратите порака, позив каде што и ќе се случат емоции по повторен обид, но ќе треба да исчистите ваша негативна енергија од вашата фамилиарна структура или вашата енергизираност во вашата куќа, која што персона, која што е блиска до вас, може да е родбинска врска, ви притајувала премногу енергии кои што се нетолични, може да е и љубовна енергија, ви ги превземала вашите енергии, но по божански тајминг, по прерушен благослов од универзумот, вие ќе ставите крај, ќе исчистите оваа персона и за вас ќе дојде една нова енергија која што ќе биде во енергија на сонце и светлина. Ајде да видиме овие тилив тарот карти, драги мои шкорпии, што ќе кажат за вас. Енергија на венец. Тага поради загуба. Значи сте имале и тага поради загуба во вашиот енергетски дел. Драги мои шкорпии, оваа персона била премногу итра, сте загубиле или некого или нешто материјално, енергетски, животно. Ќе мора да ставите крај на ова енергија да вие осеќате нешто што е блокирано, може би во љубов, пари или ваши цели. Драги мои шкорпии, оваа енергија е блокирана од оваа персона, затоа ќе мора да ставите крај, дали било во љубов, дали било во материјално, парично или на ваши цели кои што се битни и животни. Ајде да видиме што друго, што треба да исчистите. Некој кој што работи позади вашиот грб. Токму така против вас и позади вашиот грб. Ова е персона во вашиот фамилијарен енергетски дел. И уште една карта за вас. Разочарување во пријател или љубовник. Енергија дека ќе бидете разочарани во пријател или љубовник. И ајде да видиме што ќе биде во оваа енергија.
опасност, предупредување, особено во финансиски прашања. Драги мои Шкорпи, ова ќе биде прашање во финансиска енергетска вредност и за вас можности или неочекувана добивка. Токму така, да знаете дека ќе имате и финансиска, значи ова ќе биде во опасност, премногу да не трошите во енергија доколку се работи за љубов и емотивност, во енергија на може би и порака, која што еве оваа енергија на опасност, особено во финансиски прашања, ќе ви биде во емотивност, ќе ви стигне порака, позив кој што ќе бидете во опасност за финансиски прашања. Драги мои Шкорпиони, ајде да видиме и што друго сакаат овие карти да ви кажат. Раѓање. Нешто треба да се изроди ново, значи преродите се, родите се, нешто ново во вашата енергија ќе треба да се изроди, некоја идеја, нешто треба да се исцели, некоја тага треба да се зацели. Внимавајте на вашите финансии, драги мои Шкорпи, и вашата излезност ќе биде во право време и во зададен час, а тоа е сјај кој што го очекувате долго време. Се гледаме во наредна порака и нареден викенд, драги мои Шкорпи. Поздрав!